Добро вечер, драги мои, добро вечер и добро дојдовте во вечер со мене на Еден ТВ. Значи, таков страв ми влезе неделава кога прочитав дека Европа ќе се ослободува од ѓубрето. Си викам, да не го бутуриса на нас, ние онака си го имаме доволно. Сакаш пластични шишиња, чаши и прибор за јадење од пластика, пластични кеси. Кога ќе задува, речи си да немаме дрво без кеса. Да. А колку е убав јуни во Скопје, најубав. Мирисаат липите, денот е се подолг, пеколните жештини се во најава, се планираат годишните одмори. А каде летоска? Грчка? А името? И сега? Ке се дигне ли рампата за НАТО и ЕУ? Ке видиме. Деновиве славевме 1000 години од основањето на Охридската архиепископија. Иако поканети од другите православни цркви, никој не ни дојде, а ако ни испратеа вакви попови, поарно и што не дојдоа. Бог да чува ги избања луѓето. А овој поп од Кипар да ни дојдеше, уште оро ќе виеше. Не, гениално. А овој да ни дојдеше, извинете, мораме да ви го пуштиме во оригинал, инаку нема да ни верувате. Ајде, поп, крсти у кршćanoj vodici, ajmo, 1, op, 2, op, 3, 4, 5, hajde još jednom, buć, eto ga, aj čać tamo jebem ti mater živahnu. Леле, јас изгледајот поповиве повеќе се крстам. Не сте виделе се? Почекајте да го видите попот од Грузија. Врв. Kakalica mamisata. Amin. Azisata. Amin. Da sulisatvidisata. Amin. Asta maradis da uđe. Бити, овој поп од Романија не е поарен. Добро и тој што не ни дојде. Така е со поповите. Честни исклучоци. Го знаете оној виц? Влегува човек во салон да си купи джип или добар автомобил и веднаш го прашуваат: од која парохија се извини? Божја волја, велат нашите попови. Божја волја, ете, што е позади тебе. Божја волја, чедо, Божја волја. На поповите во Србија дури им напишаа и песна на позната музика. Повелете. Za vredne popove ne molim Boga za pun buđelar. Bog slabo pomaže, tako da moram sam da se staram. Takva je sudbina našeg zanata, izmišljam priloge za dečji dom. Uvek sve završi u novčaniku lično mom. А ако мислите дека музиката има граници, мајок, еве видете. Хрватски бе фратари ке го научат кај да е. Бог да чува со две руки да се прекршта. Ништо подобро од тоа поп да ви го благослови студиото.
Амин. А замислете си вакво изненадување на најубавиот ден. Просто се одушевени. Некаде прочитав и многу ми се допадна. Музиката е откритие поголемо од сите мудрости и филозофии. Баш така. Со оваа прекрасна изведба на популарната шпанска група Барселона Gypsy Balkan Оркестар ја најавувам нашата вечерашна гостинка, македонското девојче Каролина Гочева. Зошто, другари и другарки, од таков мрак, кога во светол ден, овој светол ден, конечно ни дојде Каролина Гочева, Корубин! Морам да станам, љубави, ти не можеш да станеш? Како да не станам, злато моја. Добре ми дојде, повели, седи. Добро те најдов. Заедно со својот бенд. Тачно, Еден да. голем аплауз за твојот бенд кој што не испочитува и тебе, и мене, и нашите гледачи. И дојде да те испрати и да ни подари многу убава музика заедно со тебе. Така е, па ние секаде одиме заедно, немаше шанса кај тебе да не одиме заедно. Многу е вон секоја памет Да. е да дојдеш сама без овој твој Никако. прекрасен бенд. Како си, Керол? Супер сум. Добре ми супер. дојде. Добро те најдов. Конечно те Конечно се договоривме, се договараме 2 месеци. Конечно дојде и многу ми е драго, како и впрочем и на сите гледачи. Фала ти. Пошто те бара. Фала ти. Не знам дали знаеш. Не знам, не си ми кажала. Едно чудо пораки добив и поплаки. Зошто Каролина Гочева, луѓе, жената е на 600 страни. Па добро, да. Драго ми е што ме барале, јас мислев дека само ти си ме барал. Не, точно, значи јас ти се јавив, требаше да дојдеш. Требаше да прва се договаревме Така, за емисија, но првата тогаш се стварно договаревме. немаше шанса. Ама добро. И па добро, пак си колку емисии до сега имаш? 4-5, така? Ова е пета со. Добро, еве на почеток си. Јубилејна Да, пета. Честито на емисијава. Фала ти, Керол. Еве, драго ми е што се повеќе го покажуваш својот мултимедијален талент. Па се трудам, што да правам, мора. Уште што не направи? Значи, Не глумиш, знам. пееш, сега водиш емисија. Добро, не нема остане да уште збориме нешто. за мене, Да. дојдовме за тебе да збориме и за твоите Ајде. моментално активности и воопшто за твојот живот. Јас мислам дека сите птички на гранка знаат колку си ти. Ти си нашата, јас така милувам да те кажам, некои велат поп-принцеза. Ти не си само поп-принцеза, ти си принцеза наша македонска, која што прераснуваш во кралица, и тоа што е логичен след на околностите. Дали си Корубин или си остана Гочева? Настапувам под името под кое што ме знаат, нели, Каролина Гочева. Добро. Да. Во документи како сум? Ќе документи. ги покажам после лична карта, нема проблем. Добро. Ќе провериш. Дали ти знаеш што е ова? Да, ми ја објасни, но не ми кажа на време да се припремам, така да тоа што успеав да најдам од ситни парички, може да се пројде и картичка за после. Па ја ти реков тоа, картичка може да може Бикчево ќе сака и картичка, не знам. Сака и картичка, мислиш? Не знам. У случај да не Ама сака, еве тоа што собравме со Ивана. Добро бе, беби. Така?
Да не жива и здрава Ивана Нолчева, дала е 50-ке, Да. 10-ке. Да, ова е од Ивана, јас после ќе пројдам градица. Добро. Знаеш, ова на крајот сезона собираме Тоа ти е и... бикот на среката, да. Апсолутно. И уште еден бик некој на што- среката, зашто јас сум бик Е, по така е, хороскоп. тачно. Да. Ти си бик, родена на 28 април, инаку попознат за гледачите како јас тогаш се омажи, 28 април. Пред многу години, ама годините се само бројка, нема да кажеме кога си ти родена, затоа што пак ќе кажеме дека години се Па само добро, тоа не е уопште, мислам, глупаво е да се кријат годините во време Апсолутно кога е постои глупаво, ама знаеш како да ти Википедија. кажам? Одлично се држиме. Се држиме, Генерација. се држиме, Да ти кажам, тачно. ти си само Извини, не 4 сме генерација. Па добро, 4 години си само помала од мене, Само ама 4? тука сме. Да, А, па добро. Океј, тука сме негде, да. Тука сме, Да, да. таман си. Во Родена Југославија си во сме Битола? родени, да. Да, родена сум во Битола. Да, човече, во Југославија си роден. Во Југославија И како неколку го дена доживуваш пред да умре Тито. Точно. Да. Па искрено не се сеќавам толку на Југославија, знаеш, повеќе од раскажување затоа што кога се распадна Југославија јас сум имала колку 10, така? Така нешто, да. 10-11 години не сум успеала и да почувствувам толку. Освен она што, нели, еве како придобивка е тоа што на мојата генерација, на нашиве генерации, јазиците од регионот ни се подеднакво ги знаеме добро како македонски, Апсолутно. барем можеме без проблем да читаме книга или било што на српски, хрватски. Да. И така натака. Не можам да се сетам на други работи. Се сеќавам дека ајде имавме една победа на Евровизија во тоа време. Знам дека се навиваше во разни спортови, нели, како Југославија бевме доста јаки. И тоа е точно. Тоа го памтам. А јас памтам дека ти се на 10 години прв пат го имаше твојот, што јас знам, мада ти сега ме поби, дур зборувавме во ОФ, твојот прв јавен настап, јас да знам, беше на СИДО, фестивал во Битола. Нормално, како битолчанка се појави на СИДО фестивал. Ама ти ме поби и ми каже дека твојот прв јавен настап го имаше во емисијата Шарам Барам. Точно, да. И сега ќе умрам од мака што ја го немам тоа да го поделам со гледачите. Да, не ми текна на време. А инаку татко ме ги чува сите снимки од моите денови, детски музички На денови. VHS касета. На VHS касета, да. Гениално. Мислам дека и го користевме тоа на некои од моите први концерти како интро, некој од кога сум била дете. Мислам можно е да го имаше и настапот од Чарам Барам. Меѓутоа тогаш имав 9 години. Како син ми сега. Да, и беше многу популарна емисијата, сигурно Како ти не? памтиш. Други беа помлади, веројатно не памтат. Они не памтат сигурно. Николче и Крсте памтат. Памтите, апсолутно. Да, беше многу популарна, нели, емисијата. И јас се појавив, ја пеев Like a Prayer од Мадона. Ама што Тогаш зборува? бев умрена по Мадона, многу ја Ама сакав. ја и ден денес сум умрена. Па добро, да, меѓутоа тогаш сите песни ги знаев. Баш пред некој ден на Михо патувавме негде и му пуштав песни од Like a Virgin до сега, од Мадона, баш целиот репертоар го знам, се уште ги памтам сите песни. И ја пеев таа песна, баш се сеќавам дека Like a Prayer, мислам, пред тоа бев на аудиција, знам дека во Битола, знам дека и Чичко Кира Костов, мислам дека беше. Точно. И после тоа така Логичен след на логичен околностите след, беше да, да бидеш се и појавам и на... на СИДО фестивалот. Прва година Да. тогаш се одржуваше. И татко ми и Чичко Кира се познава. И така некако се појавив и на таа аудиција. И после тоа, сосем неочекувано, значи 91 година, неколку месеци после детскиот фестивал, каде јас, не знам, освоив мислам дека дали за интерпретација, не се сеќавам, или награда од жири, можда Секогаш не. се освојувала награди за интерпретација Нешто така, и не, си да. публиката си Знам ја дека не милувала победив, со меѓутоа твојот некоја глас. награда од жири. И тогаш пеев некоја баладичка таква, нежна, за пролетта. Да. И се сеќавам дека се јави Тоде Новачевски и разговараше со татко ми на телефон баш за дали би сакала да настапам, дали би дозволиле моите да настапам на пошто си Маквест. бебе. Зашто бев бебе, да. И така, тогаш 91 година се... И јас се сеќавам на тој момент, пошто Тамара Точно. тогаш настапи на истиот тој Се Макфест сеќавам и 91. исто песна на Тоде. Јас се точно, со песна на Тоде во дует беше трио, уствари, Да. со Маријана и Ростана, а јас се сеќавам на твојата црно-бел фуста. Како шах. Да, 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 да. Колку беше сладка. Боже, тогаш кремчиња се носе. Кремчиња се носе. Леле, Ау. колку беше сладка, мајко мила. И точно се сеќавам,
Вие две бевте буквално Бевме баш малечки, да. најмладите изведувачи таа година и најсликаните и Да. најзборуваните Да, бевме изведувачи. атракција, бевме стварна атракција. Јас знам тогаш добив награда за најуспешен дебитант. Дебитант, да, тоа се сеќавам. И уште го чувам тој малиот Статуетка, прстен, да, нели прстени беа. Не знам прстени, какви се точно. сегашните награди, меѓутоа тогаш беа кристален прстен, така мислам дека го вика. Уште го чувам во Битола. И од тогаш почнав од тогаш да се бавам како хоби со музика, зашто тогаш и не имаше некоја посебна развиена музичка сцена. Тогаш беа главно музички фестивали. Редовно настапував на сите, имаше скопски фестивали, после тоа неколку пати, со неколку години соредно настапував. И Кога почна да работиш со Авалон? со Авалон почнав да работам 2000-та, мислам дека 99-та или 2000-та, мислам да, 18 години скоро. Значи полнолетни сте. Полнолетни сме веќе, да. А Авалон оваа година слави 25 години од Да, својата работа. слава 25 години од својата работа, да, од кои ете 18 им се Со тебе. спомене, да. И од тогаш почнав многу посериозно да ја гледам мојава кариера како нешто кое што ќе ми биде животна определба. Определба. Да, всушност и самиот патот така си се нареди. Почнавме веднаш да снимаме нови албуми со Имаш настапи, 10 концерти. или 11 албуми до сега снимено? Не знам, мислам дека 10, не сум баш сигурна. Имам еден детски албум од времето на Мама пушти ме, тинејџерски. Ма што зборува, немам појма. Да. Мама пушти ме се викаше со баш така детски песни, со Љупчо Мирковски го работевме во тоа време, со некои тинејџерски тематики, ама имаше 10 песни. И на касета, во тоа време немаше се уште Точно, немаше CD-а, тогаш да. имаше само касети и Да. плочи. Не знаев дека толку назад ќе се враќаме, ќе ти донесе све. Од претходниот да видиме, век затоа сме, што чувам. Каролина, Да, како од ти претходниот милениум сме тие. Да. И сега ти пееш музика која што уствари јас сакам да кажам дека го пронајде својот израз и својата прекрасна емоција со последните македонски девојчиња, 1 и 2, така е, сега и 3. Последниот албум се вика Извор. Последниот албум се вика Извор, извини. Точно, Да, да. подоцна ќе зборуваме за Извор, а кога сме веќе кај македонско девојче, јас би сакала на гледачите да им го приближам Николче Мицевски. Никола Мицевски. Добро, па те викаме Николче, па ми излезе Николче, извини. Никола Мицевски, иначе наш колега, пијаниста и хармоникаш. Во слободно време. Добре, дојде до целиот бенд састав, како се викате, имаат име или само се како... Бендот на Каролина. Имаат бендот име, на Каролина. поединечно можам да ги представам. Едва и се собравме. Може така Па да се не сме крстиме? баш едва, затоа што генерално костурот на бендот сме некаде во овој Сигурно состав. на 15 години, да. Да. Николче, Што Баге, зборуваш? Зоче е повеќе од 10, Да. да. Веќе 15 години, Па од 2003-та, Творите 2004-та Сигурно сме заедно, 2003, да. а кога прв пат почнавте да го работите овој конкретно македонско девојче? 2014-та го извадовме Македонско девојче 2. Два. Македонско Тоа е девојче 2, да. Мојот. Првиот беше со... Првиот со Златко го Златко направивме Илијански, 2. Тоа беше 2008. Во меѓувреме имав јас уште еден поп албум. И понатака некако бев повеќе во тој жанр, меѓутоа не знам со Николче не знам како излезе Ништо таа не е идеја, не случајно. можам Да, да се сетам сега точно, ништо да. не е случајно. Бидејќи толку време сме нели заедно, Да. меѓутоа никогаш не сме сработиле нешто заедно и веројатно дојде моментот Така. текот на цела 2013 го снимавме албум, буквално сите кои што ги гледаш тука се дел од нели Да, сите да, да. свират и на Свират и на на двата албума, албумите, да. Да, значи баш сме си целата екипа која што работеше и постојано заедно настапуваме и јас секаде кога зборувам за последниве проекти, зборувам во множина, бидејќи сите сме ние една целина која е подеднакво Апсолутно. заслужна за целиот успех на тоа што го изработивме последно време. Каролина е принцеза, кралица, а мене многу ме занима, еве ти, Никола, да ми кажеш во име на целиот бенд, дали е фрау Фирер кога вежбате и кога сте пред концерти? Дали ве кастри? Не. Не? Не. Сега вака да не ја фалам, пошто ми се гледа. Ептен е професионалец. Ма, секогаш си била професионална. Едоци на проби.
веќе јас доцнам и ме кара во основа, кога доцнам. Доцнам која не треба, кога се собрани сите, тогаш Или доцнам. тогаш кога не Да, треба. ќе се појавам најлабаво. И Пола да, сат да. покасно, да. Секогаш е желна и со желба да пее, значи дали тоа на проба за на концерт Не разговарам. станува збор, Да, не мислам, сум станува била за на збор. неколку концерти. така Доаѓа што знам. сериозност, ја има сватено работата од прва до последна. И Па добро, знаеш, повеќе со љубов. Ова се работи све со Да. љубов. Е, И тоа е убаво. Да, тоа е Што- најбитно. што- Сите работиме со љубов, да. Апсолутно, што ја работите музиката која што ја сакате и се бавите со работа која што благословени сте што ја работите. Да. И ние сме благословени што ќе имаме можност да те чуеме тебе, Каролина, со твојот бенд Д20 се собравме. Што ќе пееш прво? Ја ти реков што мораш да Д20 пееш прво. собравме. Mladi bagremi ne kiteja, na njih mirisam den, danas ti me viknativ ko dobitna, da ti dojdam jas, da dojdam mile moje jas, srednog na brak. Mlada, jasna ko mesečina, srce zaigra po tebe nežno, togaš ti od gradive mi go ukrade. Už tebe krepko devojče, ne mi kradi topli pak neži, ne sme veke deca mali, ne sme ti je mladi bagreni, mirisni tajno, potajno te sakam trajno, veke ne se naši, ti je mladi bagreni. Mladi bagremi se kiteja, medni buketi na usni godini se nižat gerdani i ni pomina. Mladosna i nerazleja, ne mi kradi topli pak leži, ne sme veke deca mali, ne sme ti je mladi bagremi, mirisni tajno, potajno te sakam trajno, veke ne se naši, ti je mladi bagremi, tajno, potajno te sakam trajno, veke ne se naši, ti je mladi bagremi. На почетокот на годинава
промовирајќи го новиот албум Извор, морашеш да одржите 7 концерти, зашто картите се распродадоа вака. Да, оваа Што година... би рекле док си рекол кекс. Оваа година на наше огромно задоволство го надминавме рекордот од Очекуваното. претходниот пат, зашто на Јас претходниот пат ве Ти слушав беше во МОБ тогаш, кога да. ви беа концертите и пола концерт сигурно е преплакав. Пошто прв пат јас тебе те знам од твојата 10-та година, 11-та, прв пат се видовме, се запознавме на Макфест. Точно. И прв пат ја видов таа, уствари, твоја емоција и твоја грациозност и твоја гениалност во пеењето и комуникација со публиката. Па не знам, некако ни се споја, некако сите коцкици, да речем, Како ти не тоа знам. го доживуваш? Стварно не можам да објаснам, бидејќи и претходно Дали тоа внимателно го доживуваш како ние, како гледачи и конзументи на таа твоја музика? Веројатно, знаеш, и со тек на годините секој созрева, особено човек што се бави со јавна професија. Пејач, нели? Со секоја наредна година, со секое ново искуство, ти си се подобар, и така би требало да биде, нели? Апсолутно. И не знам, можеби начинот на кој што сето ова го работевме, постојано бев вклучена комплетно во целото создавање на претходниот и на овој албум. Преснимувавме нешто што не ми се допаѓа, знаеш, буквално немавме апсолутно никакви рокови. Па тоа е, Додека го- во процесот кога Да, го многу стварате, релаксирано работевме сите, да. Тоа е многу важно. Да не без никаков зависите од притисок. време. Точно. Мислам дека е најкомотна, еве генерално да кажам, затоа што во овие 2-3 албуми, всушност со незината изведба, јас и порано го имам кажано тоа, дека таа создаде еден нов правец на изведба. Тоа сакав да го... Значи таа создаде, него не ловеше или не имитираш или него создаде нов буквално правец. онаков правец каде што таа се чувствува најкомотна, барем во тој дел. Апсолутно. И ги искористи сите нејзини технички способности. Кој што ги има многу. Во некои делови од песните и затоа јас ја чувствувам и целиот бенд е многу комотна и многу тоа го прави од душа и од срце. Од душа. И тоа се гледа и тоа се слуша. Конкретно во Србија, со многу луѓе се имам закрвено на таа тема. Каролина почела да пева народњаке. Викам, колку појма немате луѓе. Тоа е толку една убава комбинација на нашиот фолклор македонски, кој што е огромен, со джез. Тоа е музика добро, која точно потекнува така е, да. од овој. Тоа е Знаеш, джезијана, има во- бе, доколку човече. земеш Ја да би те анализираш- слушала 0,24. Фала ти. Меѓутоа, доколку земеш еве да анализираш конкретно тоа што во Србија се пласира како поп музика последниве години. Тоа е чист народњак. хорор. Чист народњак, само можеби ајде ставане како поп музика. Меѓутоа, тоа е чист народњак. Значи, ќе се сложиш со мене. И сите наши колеги кои што беа колешки, кои што беа гости пред тебе, конкретно правевме муабети на таа тема, дека музиката не само во Србија, Генерално на Балканот, да. генерално на Балканот е Марија Шерифовиќ, нашата драга колешка, даде дефиниција, музиката ни е како канта за ѓубре. Па никогаш немало толку лоша музика како сега. Ете така. Многу малку има добра музика. Па тоа е, Стварно значи има ние многу малку. конкретно- Секогаш имало шум, Да. да, но имало други работи да се чујат, да се, не знам, некој да се Да се фатиш за текст, да се фатиш за текст за нешто, да. ама сега за ништо. Меѓутоа сега баш е повторно некоја масовна хиперпродукција и жанровите се комплетно измешани и мислам дека веќе поп музиката полека но сигурно изумира на овие простори затоа што е заменета со некој турбофолк. Многу ретко. Затоа што сите мора да прават компромис да им Така. се приближат на конзументите. Така е, да. Меѓутоа А тоа оваа уствари музика state што of ние, mind. да, оваа Заради- музика што ние ја правиме поради тоа што имавме веќе неколку гостувања во Србија, воопшто не ја ни третираат како комерцијална музика, знаеш, па од друга страна. Да, да, нели? да. Оваа музика гали душа. Добро, да. Меѓутоа имавме концерт на Коларац Тоа знам. пред 2 години.
каде поминавме одлично и тоа е многу престиж, знаеш, тоа е Ако престижна не да сала свириш ти на Коларац, тоа е исто како кај нас да свириш у Македонска филхармонија. Така, тоа е баш Престиж. место каде што се одржуваат, нели, джез Да. джез концерти, класична музика и така натака. Исто така настапивме и на Екзит, што претходно со поп репертоарот Не не се беше случило. возможно, да. И тоа го знам. Да, затоа што не знам баш некој од класични поп изведувачи да настапил на. Можда земја Не. груба. Добро, меѓутоа и тие Ама пак не се, пак не се најкласичен комерцијални, поп. не е Така, да. commercial Не music, се. да. А ние бевме пред 2-3 години, така да овој тип на музика, оваа комбинација на различни жанрови, не би можела да ја сместам да кажам тоа е етно или тоа е, значи нема стварно еден жанр во кој што би можела да се смести. Мислам дека баш имаме некоја комбинација од разни жанрови. Имаме и джез, имаме и поп. Стварно имаме Зашто е најбитно од све, извини што те прекинувам? Што уживате во тоа, што го работите, Тоа што да. го свирите, и тоа се слуша и се точно, гледа. да. Тоа да. И публиката ужива, што Тоа да, најбитно. меѓутоа најбитно е што не сакаме да ја ставаме музиката вокала, дека Вокала. тој албум е таков и таков. Тој А албум е музиката инаку етно. не треба да се става вокала. Секако. Добра музика е добра музика. На крај Има крајава добра и лоша музика Да. и крај на програмата. Така. Кога сме викаќе добра музика, има една песна која што јас многу ја сакам. Која што е балада. Тоа е една од ретките балади кои што јас ги сакам. Јас сакам Тешко без тебе од Тамара Тодевска. Али кој да ми запее? Јас се сеќавам на твојот концерт минатата година во МОБ. Ти кога ја отпеа, јас се распаднав. Буквално. И Добро, јас тоа е- стално си ја пуштам, дали на YouTube, дали у кола која ја слушам, јас стално си ја пуштам. Така што може да ти измалтретирам уште малку? да, тоа е една од најубавите балади, кој и мене ми е една од омилените. Ја сакам многу, меѓутоа на овој албум имаме уште една балада која не си ја чула. После ќе биде твојата. Добро. Така да сега може да ја отпееме, ти не дојде. Така. Ти не дојде. Ке ти се Ама допадне. дојде, Каролина, на Ке моја ти се огромно допадне, задоволство. ке ти се допадне, верувај ми. Не се сомневам, еве и оваа сега што ја свиравте прв пат ја слушнав и би ја слушала нон-стоп, all the time. Повели, микрофонот е ваш. Секој пат по тебе јас тагувам и на сон сонувам дека дома доаѓаш. Секој ден кинам колеб од себе, топол леп за душа, жива да се изедам јас. Срцево ми е пиле што песна не пее, ах љубов ти не ми се смееш. Срцево ми е јагне без мајка сторено, соголено, средне време. Што ми ги одлета, барем да можам јас срцево да си го распеам, врати ја младоста. Со неа пак јас да расцветам, летна цветав и прецветав, ти не дојде пак. Секој ден денот е долг година и во сон будна сум тебе да те пречекам. Секој ден откинат здив за тебе, пола здив дишувам, пола живот живеам јас.
Срцево ми е пиле што песна не пее, а љубов ти не ми се смееш. Срцево ми е изгор по тебе сторено, изгоре се ти не дојде. Ти не дојде е прекрасна песна, како впрочем што си ти, ама кој да ми запее my favorite. Сега, Добро тоа се, прв пат ја Што слушам. да ти кажа? Имавме на Ти не дојде, иначе на концертиве најголема реакција, зашто на прво слушање беа баш, повторно беа промотивни концерти, и на Ти не дојде некако публиката баш се разнежнуваше, ја плачеа. Ама што збор? Да, зашто е повторно многу тажна песна како... Ама Ali луѓето најмногу ги погаѓаат тажни текстови, да. И текстовите се гениални. Фала. Гениални се текстовите. Фала. Секоја Повеќето се честна направени од Весна Малинова, да. да. На новиот албум имаме една песна, последната будна е од Весна Бејби, Петрушевска. А на претходниот албум имавме исто така две беа на Весна, само мислам, да. Имавме две преработки, другите беа на Валентин Соклевски, кој е соработник на Николче долгогодишен. Ау, да. сум чула за Валентин Да, од Вези, Драгица конкретно. Радостављевиќ Цакана. Да. Имаш соработувано со неа во Србија. Да. Да, за оние кои што не знаат, еве јас знам да споделам со гледачите дека си твориш и вон границите на Македонија. Музиката не смее да има граници, нели? Но, зло и наопако да има, не. Музиката е јазик на кој што можеш да го зборуваш секаде во светот. Е, сега музиката малце на страна. Може? Ајде. Ама, како резервирано го кажува. Океј, ако така. Ајде да те сакаш. чујам. Не е ова таква емисија. Да, знам. Ама ти си од една од ретките, мислам, ако не единствена во оваа земја која што приватниот живот многу го чуваш близу до тебе. Значи не дозволуваш секој да ти влезе во авлија, не дозволуваш да ги отвориш капиите на секого. Што е до некаде и окей. Си јавна личност, дозволуваш до некоја граница да влезат, а си имаш ставено аура околу себе. Па, валјда тоа е поврзано со карактерот, не знам. Не се чувствувам пријатно, искрено, да експонирам премногу приватни моменти. И заради тоа не го правам тоа. Значи, да, од време на време сакам да си ставам слика од внучињата, од сопругот, од јуцето најмногу, зашто сака да се слика. Да. Малово толку многу не, затоа што малец кој за Малецко, разлика од... ама и Луцето и ги зима сите, иначе Луција. Не, за разлика од и Луција не е мала толку, не сака да се слика толку не, а исто и... Ама добро, она Луција го зима целото шоу. Луција, да, Луција е шоу од како е родена, ја знаеш од малецко, да. Апсолутно, Луција и Инес инаку твоите внуки, Да, на Луција и сестра Инес ти, моите внуки. малите. Да, моите И највише на љубовки. социјалните мрежи, кои што многу малку ги даваш во јавноста, највише ги има Луцето и Инес, уствари. Па, Има од време да. на време некоја папуча ки излезе од микронос. Па добро, да сакам и да си ставам по некоја убава слика што ќе ја сликнам Да. некаде каде што сум на Со патување. папучи. Значи тие папучи. Добро, Море Каролино, прекрасна фотографија, Санторини позади, се гледа море, се гледа се и папучите. Зашто папучите? Сите ти искрени Па добро, да. Што те Па знаем. добро, да, не мислам не може човек на сите детали да, Да, апсолутно да обрати не може. внимание, знаеш, некогаш нешто ќе ти омакне. Али да, сакам некои убави слики кои што ќе си ги сликнам. Да ги ставаш на Да си ги социјални. ставам на Али социјални многу мрежи, малку. да. Многу малку. Па малку да. Дозираш. Добро, сакам да ми се убави сликите. Не знам, сакам да ми е убав фидот на Инстаграм. Да, Да, обавезно споделувам нели професионални обврски кои ги имам, концерти, слики, фотосесии и така натака. Приватни фотографии стварно не многу. Затоа што не знам, така се чувствувам поубаво. Не дека мислам дека е тоа правилно или дека е лошо што некој тоа го прави, ама така ми е поубаво да... Така тебе ти одговара. Така мене ми одговара, да. Природно и нормално. Да, и помирна сум некако кога... И многу си некако си, ја те знам многу одамна, ама откако си заљубена
за сите. Затоа што до Михо ништо не знаевме. Така е? Па, Или сум... па добро седни, дека не знаевте. Па не го споделуваше тоа со јавноста во. Добро, па да, добро, Михо ми е сопруг. Па Михо е срце. Тоа е друго, да. Среќна си. И тоа се гледа. Светиш како лампион. Топло во студиово. Не, добро, да, не мислам, убаво ми е и тоа Подруго се е кога гледа, ќе се да. разбира, да. И убаво е и да се споделат некои такви убави моменти. Меѓутоа, не знам, искрено не ни мислев дека не се ни оптеретува последните години со тоа да доживеам, нели? Да ми се случи таков момент. Воопшто стварно не се оптеретував и баш во тој момент Ама убаво е да се појави Михо во мојот Да. живот. И да, еве, мислам, супер ни е. Да е убаво е кога Не си сум среќен многу- да го Да, не сакам го многу да споделиш тоа. зборувам, особено во јавност, меѓутоа, нели некои работи не можат да се сокријат. А и не треба, така да... И многу луѓе те сликале. Ама Михо само успеа да го земе она, да го наслика она најубавото. И на крај тоа го ставивте како... Да, го ставивме како кавер. Како кавер на новиот албум Извор. Да, добро, тоа ни беше идеја уште од кога почнавме да го работиме албумот. Затоа што веќе бевме заедно со Михо и тоа уште од тогаш ни беше таа идеја. Затоа што јас често него му позирам за неговите дела кои што ги прави. Гениални дела Да, има Михо за фала. оние кои што не знаат, мада мислам дека да се ретки тие што не знаат дека Михаил Корубин Михо е еден од моментално најпродуктивните Точно, наши сликари, млади сликари, односно уметници во Македонија кои што го знаат и од и Точно, доста да, луѓе еден го од знаат од најпродуктивните и странство. најперспективните. Да. И така ни се роди и таа идеја, затоа што првиот контакт со него, индиректен, не директен, ми Како беше се и за... запознавте? Па не, ми беше и преку тоа што ми се допаѓа неговите дела и посакав да ставиме негово дело на кавер. на песната со Дуке. Да, Така се запознавте? Не се запознавме, Дуке го исконтактира, меѓутоа Дуке кумоваше на вашата... доста готово, доста. Не кеш да збориш више на таа тема, ма зошто? Па Не, Дуке добро, на е тој начин друга. од таму ни тргна и идејата да се направи нешто за албумот и Вие се запознавте, многу после тоа, некои 5-6 месеци после таа песна се запознавме, а иначе албумот беше веќе кога бевме заедно и од таа идеја произлезе и овој кавер кој сега го разговараме. Апсолутно. За Извор. Инаку секогаш си безпрекорно облечена и знам дека последната е твоја. А што се однесува до твоите концертни варијанти, мислам сите сме свесни дека треба да имаш еден аутфит за кога идеш на пазар, кога идеш во емисија, еден аутфит кога си на концерт, ама си секогаш цакум пакум. Знам дека е твојата последна, ама се консултираш со Цаци Паковска. Да, Цаци ми е понатаму, стилист да. веќе долги години, да, можеби 15 години сигурно. Ги следиш трендовите, инсистираш? Не следам многу не искрено. слепо. Искрено не сум слепо, ама нешто, имаш свој да. израз, имаш своја... Да, тоа што ми се допаѓа, знам да си го, не знам, и да си купам нешто што ми се допаѓа. Меѓутоа, никогаш не сум во тек што сега точно е модерно. Мислам, тоа не ме не интересира толку искрено. Меѓутоа се консултирам секогаш со Цаци, зашто Цаци прати, Цаци комплетно ја живее модата. И знам често и за приватно дали да не знам да си за некоја комбинација да ја исконсултирам, особено за концерти, за настапи и препуштам незе, се разбира. Последната е моја. Апсолутно. Меѓутоа толку добро ме познава веќе после толку години што и нема потреба од премногу преговори. Така да мислам дека имаме доста. И кога ќе се свртиш наназад, сигурно си имала некои фейлови. Па сум имала, да, меѓутоа знаеш кога си млад, Се ти е дозволено. па се ти е дозволено И се е искрено, од лесно. една страна, од друга страна не знам, не си толку сигурен во себе, не знаеш што сакаш. Не само за тоа што да облечеш, него генерално и за музиката која што ќе изведуваш. Знаеш, многу лесно можеш да поверуваш на некој друг кој го сметаш во моментот за поискусен, попаметен и така натака, така да се прават грешки во повеќе Ова сегменти. сега што го носиш е прекрасно. Да, па ова е искрено мој фустан. Да.
Така да Внимаваш секогаш и на кондурите, и на сандалите, на стално си во... па добро, се треба да се спојуваат, нели за града? Апсолутно, па природно и нормално. Да. Да се нешто си има своја приказна. Колку дуети имаш снимено до сега? Па имам доста. Одамна сум немала дует, искрено, меѓутоа Што е последно што се снима? последно вајда со Аки Рахимовски претпоставувам. Да. Ама и тоа е пред некои 10 години. Имавме кампања за борба против дрога во Хрватска. Бела песна. Ау, да, се сеќавам на Бела белата песна ја да. преработивме, по негова желба беше тоа. Да. Иначе првиот дует кој сум го снимила во животот беше со Тоша, Немир. Како не? Да, тоа е веќе легендарна балада. Како не, тоа е Evergreen, тоа е Evergreen. останато како Evergreen, да. И многу ми е драго што го имам во биографија тој дует, затоа што што е прв дует наш, мој и негов, воопшто во животот и што е еве поради нели понатамошните Нестрикните околности. Нестрикни да. околности е и остана во легендите, така да баш сум среќна и горда Што го имаш што го тоа имам во својот, тоа, во својата биографија. И тоа е нешто, една од поубавите песни кои што ги имаш одпеано. Кога сме веќе кај песни, Николче, што ќе свириме се? Еве Никола ќе го прашам. Пошто мене ми забранивте више да наручувам песни. А ова е по твоја желба? Ова е по моја желба. Што ни кажа дека, устварите слушнавме дека кажа дека е Вези твоја омилена. Вези. Сега ќе ти кажам. Вези во еден момент кога излезе Македонско 902, така е? Тоа Беше беше на на концерт. репит. Буквално беше на репит. Кај мене укола беше на репит. Како ќе заврши така. И шафл. И дома си ја пуштав нон-стоп. Така што Вези, молим те, please, thank you very much. Дали фаќаш камера мојот аутфит? Само морам да го кажам мојот аутфит. Еден дел е Елена Лука, оваа гениална сукњица, а еден дел е Биби Риби, тотално арт, затоа што имаме снашка од уметничка фамилија. Значи, Каролина Гочева, тотално арт, Вези, thank you very much. Повелете. Чисто срце, јас љубовта ја канам, со вера да ја навезам. На бело лице, со надеж си ја чекам, со насмев да ја прегрнам. Вези, судба моја ти, со резки конец, јас со љубов да се накитам. Чекам, да ми дојде тој, Вези, судба моја ти, со рajski konec, ja со љубов да се накитам. Чекам, да ми дојде тој, очеови мој знам негде постои.
vezi, sudbo moja ti, so rajski konec, ja so ljubov, da se nakitam, aj ti. Čekam, da mi dojde tvoj, odželbi moj, znam negde postoji. Vezi, sudbo moja ti, so rajski konec, ja so ljubov, da se nakitam. Čekam, da mi dojde tvoj, odželbi moj, znam negde postoji. Vezi, sudbo moja ti, so rajski konec, ja so ljubov, da se nakitam. Čekam, da mi dojde tvoj, odželbi moj, znam negde postoji. Vezi, sudbo moja ti, so rajski konec, ja so ljubov, da se nakitam. Čekam, da mi dojde tvoj, odželbi moj, znam negde postoji. Значи, оваа вези, појако е од мене, морам одма да станам и да џускам. Значи, се сеќавам прв пат кога ја слушнав, беше со кола ја слушнав, застанав со колата, уклучив сите 4 и почнав да си џускам сама около. Бог да чува. Добро, Све таква е. ненормални во Таква е. фамилија. Таква е. Таква си е песната, да. да. Тоа е твоја песна, Николче. Тоа ни се случува и на концерти, баш да Да, дига сите атмосфера, се да. Има уште една нумера, која што ти рече дека матора и нема да ја пееш, пошто од претходниот албум, ама ја да ти кажам дека си ја сакам. Пролет, лето, есен, зима, брзо. Па добро, ја пеам многу на концерти, ја пееме постојано. Меѓутоа сега сакавме малку да дадеме акценти на новиве. Апсолутно и на знаеш. новиот албум. Поготово што не си ги природно и чула. нормално. Поготово што не сум ги чула, Да знаев ке ти да. Да, кога да знаев беа- ке ти донесе, ке ти пратам уствари CD. Што да ми новиве. пратиш? CD. CD? Не ми донесе CD? Па не знаев дека... Нема ти што да праќаш, ја утре кидам ќе си купам колегите, вистинските пријатели колеги и да ти си купуваат. Купи си ти добро, ако сакаш, јас ке ти пратам со подпис. Со подпис по Со пошта. подпис по пошта. Кога сме веќе, кога сакам да се опуштам, јас слушам Каролина Гочева кола. А ти што слушаш кога се опушташ? Во кола? Не во кола, кога се Генерално. опушташ, се си дома. Да. И што правиш? Со што се опушташ? Па Со која сакам музика? искрено да пратам и што е актуелно. Сакам да сум во тек со новите музички Тенденции? имења. Да, тенденции, без разлика колку и да не се мој жанр. Да. Сакам да сум во тек и со Cardi B, и со Dua Lipa. Леле, и што со- рече Карди Би, јас скоро дознав за Карди Би. Па и јас сега брзо дознав и баш ја... Тоа е новата Ники Минаж. Да, али е многу поинтересна. Многу е Според поинтересно, мене, многу е да. пооригинално. Да, Во текстови. да, имам и вакви тинеџерски моменти, например, да, ми се свига многу, например, Dua Lipa, мене и на Луција. Да. На Луција е second favorite singer. Прва Прва е she's Taylor speaking Swift. English all the time. Да, прва е Taylor Swift, Dua Lipa е second favorite, сега ја Зарем? открила, да. Сакам да видам и новиве. Мислам да сум во тек со Рита новата Ора, музика. например? Па Рита Ора не толку, не знам, од младиве. Dua Lipa баш ми се издвојува. Иначе во кола што сакам да слушам? Па не знам, сакам Coldplay често слушам. Хрц ги слушам веќе со години, никако да им отидам на концерт. Скоро има концерт. Знам дека вчера беа во Хрватска, меѓутоа немаше шанса, как вчера или завчера беа во Хрватска. Па добро, не можеш сегде да стигнеш. Точно, не можеш лепотите, сегде да сакаш стигнеш, да. Сакаш и да отпатуваш вамо и вамо, и овде концерт, и овде концерт. И малце Турција да се одмориме, ај малце да идеме у Санторини, ај се малце да видиме што се дешава во Америка. Па добро, убаво е, да, убаво е човек да си го потроши така слободното време, да види места на кои што
не бил претходно или да повториш некој место кој што ти оставиле. Апсолутно, ама тие имаш пак ќе кажам, благословена си, како што и ние сите што се бавиме со оваа работа, со музиката, сме благословени што се бавиме со музика, ама имаш и време да си дадеш одушка и да си се прошеташ со мажот ти. Па да, добра. Што е последна дестинација, вака што те извадила од кондури? Последна дестинација Тулум во Мексико бевме. Ау, Да, во јануари и ковам планови како да се вратам што побрзо, зашто стварно е можда и најубавото место што сум била. вистина. Да, прекрасно. Иначе го не знам, го сакам Миконос, се водиме неколку години со ред. И претходно јас сум била уште со другарките на 20, кога не беше толку популарен. Да. Не знам, Лос Анџелес исто ми се допаѓа. Така да. А некоја Азија? Екзотична? Не сум тргнала на така се уште, Не? меѓутоа да, во Удобно план. време, млади сте таму Па, работа. има време, да. Па природно и нормално. Има време, али не знам, да, сакам и да се враќам на некои дестинации што ми се знам. Значи Мехико го Мехико, ама Тулум. баш конкретно Тулум. Баш конкретно Тулум. Ако некогаш што носи патот, Знаеш обавезно. знаеш ли што значи Тулум на српски? Знам, на хрватски вајда. Па српски, А и на српско, српски значи? хрватски што дае, мислам. Знам дека Тулум, журка, така? Журка, Да, па знам дека е на хрватски, не знам дека е на српски. Да, Вајда да. поново тоа нешто. И србите го користат. Мислам, едните зимаат од другите, нати го дајме го и така натаму. Дали постои песна некоја која што на сите мои гости, тоа им го поставам тоа прашање, ако се од светот на музиката, дали постои некоја песна која што ти е криво што ти не си ја снимил? Некоја не мора да е од нашиве простори. О, така постојат многу. Мислам, ако А гледаме... ај конкретно од нашиве простори. Од нашиве? Па не знам, ми се свиѓа многу Лебед од Белна Пере. Таа ми е прекрасна песна. Нели, на Да, таа ми е- нокаут. Да, на Да, на Пере е песната, али Точно, да. нокаут, да. Тоа ми е баш Прекрасна песна. една од поубавите песни. Да. Така да, ајде нека биде таа. Ајде, нека биде Таа ми е Лебедот, стварно да. прекрасна песна. Постои ли некој во шоу бизнисот не мора во Македонија, во Србија, да ти е трн во око? Да не го сакаш? Да не го сакам, кога го видиш на телевизија, кажеш, фуј. Значи, не, стварно не. А и да има, ти не би рекла за 3 живота. Можда не би ти кажала кој е, меѓутоа би ти кажала дека постои, така? Да. Али стварно не. Не сум со сите подеднаква блиска, нормално, не можеш со сите луѓе да имаш исти однос, особено па колеги. Особено со да. Меѓутоа, со никој не сум скарана, ако тоа те интересира, со никој Не. да сум, да, или... Не, ти си миролюбива. Па не сум конфликтен тип воопшто. Никогаш да. не си ни била. И дури да имало периоди кога со некој не сум разговарала, не било никогаш инициирано од моја страна, затоа што стварно не знам, таков карактер сум, избегавам конфликти кога можам, Да. меѓутоа кога полудувам, тоа ше е зезнато. Има и такви моменти. Не се многу чести, меѓутоа се фатални. И што се случува во тој момент кога си полудуеш? Не знам, добро, ретки се тие моменти, стварно треба да Па многу е некој нормално, многу да ми жив се човек качи си на врека, глава, нали? да, се разбира за да изгубам за да полудам толку. Да Се излезеш случува, од кондури. Да излезам од контакт, да. Не се многу луѓе кои така ме изнервирале и А фала Богу. што се случува кога така ќе излезеш од кондури? Што Па престои? не знам, вајда на сите тоа што ни се случува, нели се дереш, не бираш зборови, тоа исти сме сите во афектна ситуација, така. Зарем можеш ти да излезеш од кондури Замисли и јас. да врескаш? Замисли јас. Не Да. можам тоа да го Не замислам. многу често, морам гласот да си го чувам. Да, морам гласот да си го чувам. Да. Гласот да си го чувам, тоа ми е Имаш оправдање такви за еден моменти. куп работи. Не можам да излезам гласот, морам да го чувам. Не можам да пијам. Ти го чуваш од себе. Не пушате цигари тука никако. Не, иначе си не пушач. Не пушачи, тоа страствен не пушач. Страствен Обкружена пушач, сум со знам многу пушачи. пати се, а се дружиш со пушачи, многу Сите пати околу мене да. се пушачи, од фамилија до сопруг, другари, И другарки. Михо Корубин е пушач? Сите се пушачи. Замисли, пример, седнати во обителен ручак. Па да. Ние, моите, сестра ми Иван, Сите. и завршува ручекот, сите стануваат маса, остануваме јас и децата, одат сите надвор на цигара, секаш, така да постојано сум во таква ситуација, сама помеѓу пушачи, али тоа е. Добро, ма си, инаку не си порочна. Не сум воопшто. Не си, нешто ни по алкохолот не си. Па добро, знаеш дека сакам да се забавувам, сме седеле Многу седеле пати? повеќе пати на маса. Ама имаш ручна. Ти имаш рачна кочница.
Тоа сум приметила, многу пати сме седеле. Добро, ајде, тоа не е така Ние ги лошо. губи, ние се многу пати се случило, ние да го изгубиме компасот, а Каролина е таа која што прави овака руче. Па мора некој да ве прибере да ве однесе дома. Апсолутно. Имаме една наша колешка која што и треба само едно виски да испие и ги губи конците, ги губи паметот, нема да кажеме која. Нема да, меѓутоа. Ама нема везе, таман работа да ја офираме. Ама Боже, сачувај. Таман Па работа. не е тоа ни ништо чудно на крај крајава, ниту страшно. Немаш ли еден порок? Па немам, не знам, порано грицкав ногти, ги оставив. Ги оставив ногтите? Ги оставив пред 7-8 години. Така да... Мислам дека знам кој е твојот порок. Кој? Кондори и ташни. Па не знам дали е тоа порок, тоа е... Е, како не? Не би рекла дека е порок. Не сум до толку, значи, стварно... Не сметам дека сум... А не сметаш дека секој човек што е човек, човечко битие, дека мора да има некој порок? Па, стварно мислам дека нема. Ја последно време сум навлечена на Патување. серии последниве години. Тука те. Да, не турски, значи на овие Не. америчките. Па скоро и да нема нешто што не сум гледала. Баш... Имаш обичај на Facebook дека другарчиња, дали има некоја нова серија што не сум ја гледала, такво нешто не постои. И да не сум ја гледала, барем во план ми е, Да, или да, сум да. почнала една-две епизоди. Не знам, многу ме релаксира тоа и особено во текот на зимските месеци знам да се затворам дома и да со денови Да гледаш. да гледам серии. Тоа мене да. ми се има Кога случајно. сум слободна. Тоа мене само со Game of Thrones ми се има случајно. Одбивав априори да седам да ја гледам. Не знам дали си испратила таа серија, но мислам дека да. Мислам, какво пошто е тоа си- прашање? Пошто си филмофил Па par добра, ма excellence. таа е баш првата серија што сите ти ја препорачуваат, така да тоа... Апсолутно, Нормално. значи сите збореа Game of Thrones, Game of Thrones, втора, сега ќе излезе третата. Воопшто немав идеја да седнам. И во моментот кога почна да се снима 7-та сезона, сестра ми се Опа, качи си на имала глава. многу за гледање ти. Уф, колку ти било убаво. Ама ти не знаеш колку ми беше убаво. Ја Да. месец дена не живеев, не пиев, не јадев, Разбирам. ништо. Значи све откажав, како ја одгледав првата епизода од првата сезона, така реков, нема више живота за мене. Седнав и месец дена све изгледа. Да, јас така најмногу Значи, се така се радувам кога ќе релаксираш начекам уствари. 7 сезони и тогаш знам, имам многу за гледање. Па дивота. Тоа е Сега лепота. Shameless гледам, не знам дали си ја гледала таа Shameless серија. не сум ја почнала, меѓутоа не сум ја вратила доволно внимание. Иначе, па малте не знам, баш овие што се популарни, па скоро сите ги имам. Стварно ги, не знам, и Fargo, и Peaky Blinders, Да, многу ќе ти се да, свиѓа, да, сигурно. Breaking Bad си ја гледала, сигурно. Апсолутно. Да. Неколку наврата. Да. Значи така се опушташ. Што е следно што го правиш, Каролина Гочева Корубин? Поминете Корубин ти го дода да пите збунив. Не можеш да се навикнеш, сериозно? па Пошто добро, си само да. документи. Добро, да, окей, мислам, секако ми е новина, нели? Да. Меѓутоа да се вратиме на тоа што е следно. Да, што е следно? Па добро, планираме промовирање на албумов во регионов. Тоа сакав да те Да. прашам, вон границите Вон на границите на Македонија? Македонија, да. Имате во план Да, имаме веќе и договорен издавач, но не знам дали се уште смеам да откривам. Зошто да не? Па не знам. Во Хрватска? Да, Хрватска, Србија, Босна, значи генерално секаде по регионот. И се разбира дека ќе имаме и концертни представувања. Апсолутно. Се покажа дека јазикот воопшто не ни е бариера кога е овој рековме материјал на во почеток, прашање, да. И затоа решивме да и овој албум да го направиме на македонски, значи да не правиме препев, затоа што знаеш кога веќе се прави втора верзија на нешто кое што е толку добро направено и од кое сме сите толку не среќни и може да задоволни, излезе како што треба. веројатно да, ќе се измачиме многу и прашање дали воопшто ќе добиеме приближно квалитетно нешто, така да остануваме исклучиво на македонски извор и па ќе ме викнеш пак во емисија, ќе ти Да си жива раскажувам и тогаш здрава, се. па фала Богу, тек смо почели. Така е. Што туку почнавме. И кога сме веќе кај музика и кај песни, инаку е овде традиција во
оваа емисија да секој отпее една традиционална песна, пошто знам, една птичка ми кажа, постои една песна наша македонска која што ја имате во друг аранжман направено, не си го продавај Колјо чифликот, па ќе те замолам, ако не е проблем, да ја отпееш. Фала. Секако со задоволство. Не си го продавај Колјо чифликот, мама не ме дава Колјо за тебе. Не си го продавај Колјо чифликот, мама не ме дава Колјо за тебе. Коме ни одиш Колјо, рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Коме ни одиш Колјо, рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Колку ти чини Колјо чифликот, толку ми чини Колјо меракот. Колку ти чини Колјо чифликот, толку ми чини Колјо меракот. Коме ни одиш Колјо, рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Коме ни одиш Колјо, рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Колку те чини Колјо трлото, толку ми чини Колјо грлото. Колку те чини Колјо трлото, толку ми чини Колјо грлото. Коме ни одиш Колјо, рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Коме ни одиш Колјо, рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Не си го продавај
si go prodala koljo čiflikon. Mama ne me dava koljo za tebe. Pomerani odiš koljo, rujno vino piješ. Doma rano ne si odeš da spiješ. Pomerani odiš koljo, rujno vino piješ. Doma rano ne si odeš da spiješ. Pomerani odiš koljo, rujno vino piješ. Doma rano ne si odeš da spiješ. Pomerani odiš koljo, rujno vino piješ. Doma rano ne si odeš da spiješ. Благослов да имаш ваков бенд покрај себе и позади себе и што ти го чуваат грбот и ти даваат ветер во грб. Многу ви благодарам што дојдовте. Фала тебе, Керол, што дојде. Да, тука може слободно. Ке им се заблагодариме на гледачите што уште една вечер, една сабота беа со нас на 1 ТВ во вечер со Тијана. Ве очекуваме следната сабота со многу интересни, многу забавни гости. Уште еднаш многу фала, беби, што дојдете назад. Љубни го Михо Зетмил. Auf Wiedersehen, се гледаме следната сабота на исто место во исто време. Бај!